Здраво на сите, јас сум Висна Мицајкова и ќе бидам вашиот професор на курсот за компјутерско водење финансиско сметководство. Оваа кратка презентација би сакала да ви дадам неколку информации во однос на курсот, а со цел да ви помогнам во процесот на донесување на одлука дали да се вклучите во овој курс или не. На самиот почеток би сакала да разјасниме дека станува збор за онлайн курс. Тоа значи дека лекциите и квизевите кои што се содржани во курсот се поставени на веб страницата и може да ги следите и решавате во било кое време што вам ви одговара. Единствено ограничување е дека курсот мора да се заврши во рок од 14 недели. Тука би сакала да ви укажам и на неколку предности на онлайн учењето. Првата предност, која што веќе ја споменавме, е неговата флексибилност, односно следењето на онлайн курсевите може да го прилагодите на вашето слободно време. Втората предност е што онлайн учењето обезбедува поголема приватност. А третата предност, и според мене најзначајна, е тоа што кај онлайн учењето секогаш може да се вратите кон оние делови од лекциите што не сте ги разбрале доволно, што не е случај со предавањата во живо. Оние кои што ќе се вклучат во курсот, верувам дека ќе се уверат во значењето на оваа можност, особено при совладување на материјата во склопот на техничката обука за користење на компјутерска програма за водење на сметководство во 4-тиот дел на курсот. Сега би сакала да ви кажам што сакав јас да постигнам со креацијата на овој курс. Прво, сакав да постигнам разбирлива презентација на сметководствената проблематика, преку примери од праксата, за да може секој да разбере суштината на сметководството. Второ, сакав да покажам дека изработката на финансиските извештаи е тесно поврзана со книговодствената евиденција, бидејќи финансиските извештаи се резултат на таа евиденција. Тоа значи дека на секој кој знае да ги евидентира сметководствено економските трансакции, не му треба уште многу за да научи да ги изработува основните финансиски извештаи, билансот на состојба и билансот на успех. Тоа ќе ви го покажам во текот на курсот, со тоа што ќе извршиме книговодствена евиденција на економски трансакции на едно предпријатие за целокупен пресметковен период. Врз основа на таа евиденција ќе ги изработиме билансот на состојба и билансот на успех за тоа предпријатие. И трето што сакав да постигнам е да покажам дека не постои голема разлика меѓу водењето на сметководство рачно и водењето на сметководство во компјутерска програма. Секој мора да знае да води сметководство рачно, а компјутерското водење сметководство е прашање од техничка природа и неговото совладување во голема мера зависи од дизајнот на програмата и техничката обука за нејзино користење. Тоа ќе ви го покажам во текот на курсот, преку тоа што истите економски трансакции за предпријатието што се однесуваат за целокупен пресметковен период и во курсот ќе ги евидентираме рачно, ќе ги евидентираме во компјутерска програма во која ќе изработиме и финансиски извештаи за предпријатието. Тука би сакала да ви дадам неколку информации и за компјутерската програма која ќе ја користиме во текот на курсот и за која ќе добиете техничка обука. Оваа компјутерска програма за водење сметководство е од отворен тип, односно секој може да ја користи бесплатно. Тоа значи дека оваа програма може да ја користите без никакви дополнителни трошоци и ограничувања и по завршетокот на курсот. Овој курс ќе ве научи на основните сметководствени правила и принципи. Доколку ќе познавате овие правила и принципи, вие ќе ја разбирате суштината на сметководството.
А доколку ја разбирате суштината на сметководството, лесно ќе се вклучите во сите новитети што се воведуваат во оваа дисциплина и лесно ќе ги совладате сите дополнителни книжења кои не се опфатени во овој курс. А во курсот се опфатени сите основни книговодствени книжења на едно трговско предпријатие во целокупен присметковен период. Данокот на додадена вредност, кој е вклучен во евиденцијата на набавките и продажбите, се зема значајно место во сметководственото работење. А овој курс ќе ви помогне да ја разберете суштината на овој данок и начинот на неговата евиденција. Курсот ќе ве научи да ги изработите основните финансиски извештаи, билансот на состојба и билансот на успех, и ќе ве обучи да водите комплетно книговодство и изработувате финансиски извештаи за трговско предпријатие во Gino Cash програмата. Курсот е наменет пред се за сите оние кои сакаат да градат кариера во сметководството. Сите знаеме дека формалното образование кај нас има многу недостатоци, а главниот недостаток е тоа што образованието не обучува за практична работа. Студентите од економскиот факултет по завршувањето на високото образование мора да трагаат по својата идна професија. Многумина се решаваат да градат кариера во сметководството, бидејќи сметководството е еден вид на занет и отвара можности за самовработување, но се соочуваат со проблемот на стекнување на обука за оваа професија. И можностите за волонтирање во сметководствени бироа или во интерни сметководствени служби на никое предпријатие се исто така ограничени. А кога никој пак ќе добие можност за волонтерство, се соочува со проблемот на отсуство на волја за пренесување на знаење. Доколку се вбројувате во оваа категорија, ви препорачувам да се вклучите во овој курс, бидејќи ќе ја научите суштината на сметководството, ќе ја видите комплетната слика и ќе научите да користите софтвер за водење на сметководство. Стигнатите знаења и вештини ќе влијаат позитивно на вашата самодоверба, што е од исклучително значење за трасирање на вашата понатамошна кариера, а и секако ќе ви ги зголеми можностите за вработување. Курсот е наменет и за сите вработени во сметководството и финансиите, кои извршуваат парцијални работни задачи, а сакаат да се обучат за комплетно водење на сметководство. Во текот на моето практично искуство во реалниот сектор, а и во текот на искуството како предавач на сметководство на високообразовна институција, дојдов до заклучок дека многумина кои работат долги години сметководство, поради компјутеризацијата на работата, повеќе знаат да користат софтвер за сметководство отколку што знаат да книжат. Проблемот на отсуство на волја за принос на знаење од колегите и предпоставените придонесува да се создада еден баук во однос на процесот на комплетно водење на сметководство. Комплетното водење на сметководство е комплексен процес, но тоа е процес кој секој може да го научи. Доколку се вбројувате во категоријата на лица кои извршуваат парцијални задачи од областа на сметководството, а сакате да ги проширите своите знаења, ви го препорачувам овој курс. Инвестирајте во себе. Знаењето ќе ви отвори нови хоризонти и ќе ви го смени погледот кон нештата. Курсот е наменет и за студентите за совладување на материјата по испитите по сметководство. Курсот е наменет и за предприемачите и менаџерите кои доаѓаат од најразлични струки. Но без разлика на видот на дејноста на предпријатијата, секој предприемач и менаџер треба да ја познава финансиската структура на работењето. Независно од работата што ја вршат професионалните сметководители, лицето кое го води предпријатието треба да ги познава основите на финансиското работење, бидејќи тоа ќе му овозможи подобро управување со бизнисот и остварување на поголем деловен успех.
и предпријатијата кои користат надворешни услуги за водење сметководство, знаеме дека мора да водат некоја интерна евиденција и често се случува таа евиденција да ја водат рачно. Но во денешно време нема потреба за водење рачна евиденција, кога тоа може да го правите со користење на софтвер, а без никакви трошоци. Доколку се уште водите рачна евиденција, ве препорачувам да се вклучите во овој курс, бидејќи со тоа значително ќе ја зголемите ефикасноста и прегледноста на интерното сметководство. Резултатите од курсот се стекнување на знаење и разбирање на суштината на сметководството, стекнување на техничко знаење за користење на компјутерска програма за водење на сметководство и стекнување на сертификат кој може да ви ги зголеми кариерните можности. Потребни предзнања за вклучување во курсот се основни познавања на работа со компјутер и основни познавања на англиски јазик. За сите оние кои ќе се решат да го следат курсот, им посакувам успешно учење.